гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер ви, благодарам што сте со нас. Со вас се настаните кои го одбележаа денот. Двајца мртви во Волково. Киреджијата го убил собственикот на имотот и го повредил неговиот малолетен син пошто се самоубил. 16 од повредените откочани одат на домашно лекување. Неделава 8 се враќаат од болниците во странство. 4 се уште се критични. Проширен тимот на обвинители во Кочани, работат со над 300 сведоци и голем број доказен материјал. Институциите продолжуваат со контроли на терен. Ново рочиште за убиството на Панчи и Вања. Видевски негира вина, тврди дека со Ќотек бил принуден да признае, иако неговата ДНК била пронајдена кај Вања. Македонија доби 52 милиони евра од предфинансирањето, предвидено со планот за раст, парите од Европската унија наменети за реформската агенда. Продолжуваат руско-американските преговори за мир. Во тема на денот вечерва за донациите за Кочани, но и за активностите на волонтерите на терен ќе разговарам со генералниот секретар на Македонскиот Црвен крст Саид Саити. Останете со нас, почнуваме веднаш. Убиство и самоубиство утрово во Волково. Според засега неофицијалните информации, киреджијата го застрелил собственикот на имотот во кој живеел, го повредил и неговиот син, па се самоубил. На местото на настанот беше колешката Тамара Дичевска. Во 9 часот утринава покутници ги разбудија соседите и жителите на улицата 25 тука во Скопско Волково. Кираџија пукал кон сопственикот на куќата каде што живеел, а го ранил и неговиот малолетен син. По покањето тој самиот си пресудил. Според сведоштвото на соседите кои беа излезени на улицата, кираџијата веќе неколку години живеел во гаражата која се наоѓала пред куќата на убиениот собственик, но немало никакви расправи меѓу нив. Кираџијата живеел сам, а собственикот на куќата со сопругата и 20 синови. Утрото тој со огнено оружје во дворот на куќата пукал во собственикот и го убил на самото место, а синот кога слушнал пукање излегол во дворот, па кираџијата пукал и во него, но само го ранил. Потоа пукал кон себе со што починал на самото место. 16-годишното дете е во стабилна состојба. Примен пациент кој што е од огнестрелно оружје, во моментот се прават исследувања кај тој пациент. Генерално состојбата е релативно стабилна и пациентот после испитувањата ќе продолжи лекување веројатно на клиниката за пластична хирургија. На терен беа и увидната полиција, вештаци обвинители. Телата се дадени на обдукција, а оружјето на вештачење, соопштија од ОЈО Скопје. Издадена е наредба за обдукција на телата на двајцата починати. Од лице место е подигнато оружјето, кое ќе биде предмет на вештачење. Ќе се вршат балистички и други вештачења со цел да се утврдат сите околности на настанот, соопшти од обвинителството. Покањето било пријавено во МВР околу 9 часот утрината. Мотивот за убиството засега не е познат. Тамара Дичевска, Сител телевизија. 50 годишен прилепченец пукал во вработенот Центарот за социјални работи во Прилеп со повреда над стомакот. Таа е примена во Прилепската болница, но не е во животна опасност. Според информациите од истражните органи, напаѓачот кој бил приведен подолг период ја демнел повредената која работела на негов предмет. Тој бил осуден и завршил на лекување во психијатриска болница. Пред 4 дена побегнал од болницата, а денеска пукал во Центарот за социјални работи. Дарко Штарговски известува од Прилеп. 50 годишниот А.Ј. од Прилеп денеска околу 13 часот и 50 минути со пиштол пукал во 36 годишната М.Ѓ. вработена како социјален работник во Центарот за социјална работа во Прилеп, при што и нанесол тешки телесни повреди. Според јавниот обвинител Стефчо Биновски, осумничениот А.Ј. со пиштолот влегол во Центарот и се упатил кон канцеларијата на М.Ѓ. Откако не ја пронашол таму, започнал да се шета низ установата и кога ја здогледал, пукал кон неа. За среќа, социјалната работничка е само повредена со влезно-излезна рана над стомакот. Веднаш е хоспитализирана во општата болница во Прилеп, додека А.Ј. е уапсен и е приведен во полициската станица во Прилеп. Примена е во шок соба. После направените испитувања, компјутер на граден кошт и абдомен, утврдено е дека нема повреда на бели дробови, нема повреда на абдомен, нема повреда на ребра. Раната е подкожна. Пациентката е примена за понатамошни исследувања.
Обвинителот Биновски соопшти дека АЈ е лице кое што пред 4 дена избегало од психијатриската болница во Демир Хисар, осудено таму на казна од 1 година и 3 месеци лекување, токму за предмет кој што се водел со сега повредената МЈ. Неколку години наназад, истиот и се заканувал, ја следел и ја демнел сега повредената, за што и бил осуден со лекување во психијатриската болница. МЈ, како социјален работник, била вклучена во дело од бракоразводната постапка со неговата поранешна сопруга. Истиот е осуден и со казна затвор, која се уште не била правосилна, поради тоа што процесот бил на апелација во Битола. Од страна на полициски службеници од ОВР Прилеп било излезено на лице место, при што бил лишен од слобода АЈ, 50 години од Прилеп, кај кого се пронајдени огнено оружје, пиштол и нож. Се превземаат мерки за расчистување на настанот. Во моментов осумничениот се наоѓа во полициската станица во Прилеп, пошто треба да биде изведен пред судија на претходна постапка. Од обвинителството вела дека се преземаат сите истражни мерки за расчистување на случајот. За Сител, Дарко Штарговски. 2 деца биле прегазени на пешачки премин на Партизанска во Карпаш 4 попладнево. Според информациите од полицијата, полициски службеници од СВР Скопје го лишиле од слобода МР на возраст од 26 години од Скопје, затоа што околу 13 часот и 50 минути на булеварот Партизански одреди во Скопје со патничко возило Ауди со скопски регистарски ознаки удрил во малолетен пешак и малолетник кој туркал велосипед. Двајцата малолетници со итна медицинска помош се пренесени во клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје за укажување лекарска помош. Извршен е увид од СВР Скопје и надлежен обвинител. По документирање на случајот ќе биде поднесена кривична пријава по итна постапка, информира од Министерството за внатрешни работи. 16 од повредените откочани одат на домашно лекување. Неделава 8 се враќаат од болниците во странство. 4 се уште се критични. Проширен тимот на обвинители во Кочани работат со над 300 сведоци и голем број доказен материјал. Институциите продолжуваат со контроли на терен. Според последните информации од здравствените власти, 16 од повредените од Кочани одат на домашно лекување, а неделава се очекува 8 од оние кои се на лекување во странство да се вратат дома. 4 кои се во странство се уште се критични. Министерот Таравари најави дека посебни тимови во Кочанската и болницата во Штип ќе функционираат во следниот период за повредените да можат лекувањето да го вршат што е можно поблиску до дома. Со уредни токсиколошки анализи и во подобрена состојба. 16 пациенти повредени во пожарот во Кочанскиот клуб Пулс денеска заминуваат на домашно лекување. Се намалува бројот на хоспитализирани и во државните здравствени установи остануваат 30 и 8 во приватните болници Жан Митрев и Аџибадем Систина. Од 115 повредени кои се во странски медицински центри, деновиве 8 ќе бидат вратени во македонските клиники, каде пред заминување дома ќе им биде направена тријажа. Во моментот 4 пациенти се покритични од тие што се лекуваат надвор од државата. Вчера беа 5, денеска се 4. Повторно ви велам дека сме во фаза на инфекции кои што може да се јавуваат кај пациенти со изгореници од 2-3 степен. Можни се и секакви компликации, меѓутоа да се надеваме на најдоброто, бидејќи екипите, нашите колеги надвор од државата и тие даваат свој максимум за да имаме што подобри резултати во лекувањето на пациентите. А заминувањето на домашно лекување не значи и крај на процесот на заздравување и рехабилитација, која кај некои повредени може да трае со месеци. Наместо за контроли и превраски да доаѓаат во Скопје, пластични хирурзи ќе одат кај нив. Тим од пластични хирурзи да бидат, бидејќи повеќето пациенти ќе бидат од Кочани се, ќе бидат во Кочани, уште денеска или утре ќе одат таму да видат што има потреби за да интервенираат кога треба. Во Штипската болница има 4 пластични хирурзи, ќе бидеме во комуникација. Секако ќе им дадеме поддршка за да не патуваат тие, туку нашите доктори да одат и да им дадат помош што треба во фазите кои што престојуваат пред нас. Инаку Таравари ги демантираше како што кажа шпекулациите дека дава оставка и кажа дека останува министер за здравство. Сања Димитровска, Сител телевизија.
Во меѓувреме во Кочани тече истражната постапка, проширен е и тимот на јавни обвинители вклучени во случајот. Како што информира од јавното обвинителство, државниот јавен обвинител Лјупчо Коцевски утрово одржал координативен состанок со тимот јавни обвинители кои постапуваат во истрагата за трагичниот пожар во Кочани. Со оглед на обемот на действијата кои веќе се преземаат, тимот е проширен на 11 јавни обвинители кои постапуваат во овој предмет согласно усвоен план на активности и динамика. Првичните планови на истрагата упатуваат на обемни активности кои вклучуваат распит на повеќе од 300 сведоци, но и други истражни действија и соодветни вештачења од повеќе области, велат од обвинителството. Коцевски побарал од назначените обвинители ефикасна и темелна истрага која во детали ќе го испита секој аспект и правец на одговорност за трагедијата во Кочани. Во текот на денешниот ден обвинителите во Кочани преземаат действија за обезбедување докази, велат во информацијата од обвинителството. Управата за јавни приходи преку соопштение потврди дека соработуваат со надлежните за истрагата за работењето на дискотеката Пулс во Кочани, но ги демантираат информациите дека објектот бил пломбиран во декември минатата година. Казна била изречена, но по законот за регистрирање на готовински плаќања. Трагедијата во Кочани беше причина сите државни институции да почнат со проверки на терен. Денеска и ЗЕЛ се одржа состанок за ефективна постапка во сите општини низ државата. Сите граденки и училишта се безбедни, кажа првиот човек на ЗЕЛС по направените вонредни инспекции. Во повеќе кафулиња и кафеани биле откриени недостатоци за летните тераси и како што кажа Георгиевски, ќе им се даде време од месец дена угостителите да ги отстранат неправилностите. Сите училишта, граденки, јавни установи, културни домови, спортски сали, односно секаде каде што најпрво се згрижуваат, се собираат на настани нашите најмлади, нашите деца, се објекти кои што се безбедни и да бидат спокојни граѓаните околу тој дел. Од Министерството за образование известија дека во рамки на своите надлежности Државниот просветен инспекторат ќе проверува дали училишните објекти се осигурани. Георгиевски вели дека инспекциите нема да завршат тука. Препорача да се направат строги контроли и на сите стамбени згради. Имаме случаеви каде што цревата за хидрантите се продаваат, каде што биле украдени. Секој треба да се одговара. Не требаше да дозволиме да се случи пожарот во Кочани, за да утврдиме дека во зградата каде што живеат 400 станари 30 години нема хидрант. Тоа не е одговорност и надлежност на општината. Во меѓувреме на терен постојано се и пазарните инспектори. Направени се вкупно 116 вонредни контроли. Привремена забрана за работа добија 10 објекти. Утврдено е дека 15 правни субјекти од вкупно 23 кои што имаат активна лиценца не исполнуваат минимално технички услови. Кај нив ќе бидат изречени две мерки. Прво, решение за забрана за вршење на дејност и предлог до Министерството за економија за одземање на лиценцата. Кај 6 правни субјекти кои немаат активна лиценца или пак истата им е истечена, а е утврдено дека во изминатиот период функционирале, издадени се решенија за забрана за вршење на дејност. Издадени се 59 прекршочни платни налози во износ од 522.690 денари и по други основи од Законот за угостителска дејност. Митева најави дека пазарниот инспекторат во координација со МВР овие денови започнуваат со инспекцијски надзори во објектите за организирање прослави. Антикорупцијската комисија пак почна да проверува закони за да види дали има ризик од корупција кога се издаваат дозволи и лиценци за работа, особено за угостителски објекти. Антикорупцијската проверка на законите како процес подразбира целосна и систематска проценка на правните прописи за да се идентификуваат можности за злоупотреба, конфликт на интереси, нејасноти и празнини во законите кои би можеле да поттикнат коруптивни практики, велат од ДКСК. Мартин Арсов, Сител телевизија. Од СДСМ денеска обвинија за селективна истрага и бараат одговорност за актуелното раководство во СВР Штип и ОВР Кочани. Од ВМРО ДПМН им возвратија дека сега, за разлика од претходно, се водела темелна истрага. Од ДУИ пак обвинуваат за политичка хајка. По 7 дена молки почит кон жртвите и семејствата на повредените опозицијските партии од денеска со низа прашања, поврзани со истрагата за пожарот во Кочани. Од СДСМ обвинуваат за селективна истрага и прашуваат зошто помеѓу осомничените не е актуелното раководство на полицијата во Штип и Кочани. Дали е точно дека ниеден од командирите, инспекторите и раководството на БЈБ и МВР во ОВР Кочани и СВР Штип, кои мора да знаеле што се случува, не се во притвор? Дали и против кој од нив се води истрага?
И ако не се води, како е возможно да не се истражуваат лица кои вечерта биле на одговорни позиции со должност и овластување да реагираат, но не го сториле тоа? СДСМ покажа дека за нив нема ништо свето во звраќаат од ВМРО-ДПМН. Темелна истрага спроведуваат обвинители избрани токму од СДСМ и ДУИ. А сега, за разлика од претходните трагедии, одговорноста ќе има име и презиме. СДС спрашува зошто не се притворени началници, командири, инспектори. Ова не е судење со толп. Правдата не е циркус, туку процес. Притвор се одредува со докази и правни основи, а не со притисоци од партиски штабови. Главната дилема е зошто истото судство, истото обвинителство, создадено во времето на СДС и ДУИ, денес работи се по голема посветеност. Молкот заврши и за Кочани мора да се зборува, велат и од ДУИ, од каде прашуваат зошто сите надлежни институции, иако знаеле дека дискотеката работи незаконски, не реагирале на време. Од првиот момент на трагедијата додека пожарот се уште не беше изгаснат, додека граѓаните во шок бара одговори и надеж, гледавме како врвот на власт, наместо да сочувствува, започна политичка хајка. Наместо со информации излегоа со обвинувања, наместо со смиреност, со закани, се впери прстот кон другиот, кон минатото, кон тие што не се дел од нив. Без да почекаат факти, активираа машинаријата за префрлање вина. Се конструираше приказна според која лиценцата на дискотеката, дадена години претходно за кабаре, стануваше основа за апсење на поранешен министер. Со лисици, камери, насловни страници, стои во соопштението на ДУИ. Низа системски пропусти доведоа до трагедијата, обвинуваат и од левица, од каде бараат одговорност на највисоко ниво. Од пропустите во јавниот ред и мир, како само дел од многу пропусти, пратеничката група на левица бара од министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, да поднесе оставка во наредните 7 дена. По истекот на 7 дена, пратеничката група на левица ќе поднесе интерпелација за министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, во Собранието на Република Македонија. Од почет кон загинатите во Кочани, Собранието ги откажа сите активности предвидени за оваа недела. Ова било договорено на утринската координација кај спикерот Гаши. Откажа на редовниот брифинг со новинарите, а нема да се одржи ниту редовната седница за пратенички прашања. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Граѓанското движење кое следен вечерва од плоштадот Македонија во Скопје организира протестен марш на кој ќе ги испорачаат своите барања. Маршот го следи колешката Габриела Лескова, ја имаме во живо во Дневникот. Габриела, кои се информациите од ова граѓанско движење? Добра вечер, Иван. Како што можем да претпоставам, веќе гледачите може да забележат дека демонстрантите од плоштад Македонија веќе се упатуваат кон Собранието. Претходно и јадници граѓани беа собрани на плоштад Македонија, каде што беше оддадена 3-минутна почит за сите 59 жртви во дискотеката Пулс во Кочани. Системот е следен, како што може да забележат гледачите, кој што е испишено на главниот транспарент токму на овој протестен марш. Непосредно пред неговото започнување имавме можност да поразговараме со дел од организаторите. Тие велат дека доста им беше неправда, бараат целосно расчистување на случајот по однос на дискотеката Пулс што се случи во Кочани. Меѓутоа не станува збор само за овој случај, тие ги напоменаа и сите претходни. Согласно нивните информации, како што напоменав, моментално се движат до пред собрание каде што ќе оддадат 5 минутен аплауз на сите здравствени работници кои што во текот на изминатата седмица деноноќно се бореа да ги спасат животите на сите од настраданите во оваа трагедија. Веќе е познато дека над 200 лица беа хоспитализирани и се уште се наоѓаат на клиниките како дома, така и во странство. Успеавме да поразговараме со дел и од граѓаните, во продолжение ги слушаме нивните пораки. Протестираме првично затоа што сакаме да останеме да живееме тука. Ама сакаме да останеме да живееме тука и да ни е безбедно дома. Сметаме дека треба да се разграничи конечно активното политизирање и партизирање кое што ни се наметнува од системот и да прекинеме да романтизираме улогата на жртва исто така која што ни е негова системот. Имаме барања нели во однос на одговорност, безбедност и транспарентност, значи очекуваме одговорност од сите кои што се поврзани со трагедијата во Кочани, но не само од оние кои што се поврзани со трагедијата од Кочани, туку и од сите претходни трагедии, односно треба да одговараат
и транспарентно да се изнесат пред јавноста сите оние кои што биле поврзани со трагедиите до сега. Минатиот период имаше некои наводи за политички влијанија на една или друга страна. Кој е вашиот коментар за тоа, еве и за статусот на кој следен? Па, како што кажав, статусот, мислам, кој е следен е неформална граѓанска иницијатива, значи ние не сме поврзани со ниедна политичка партија и поради тоа и нагласи в моментот дека е многу битно да се разграничи партизирање од политизирање. Треба да се превземе и крајно време е да народот се освести да се огради од политиката, департизација да има и више да се стави крај на све. Она што е многу важно е да сватат политичарите и оние кои што се на високи функции државни, дека ова не се протести против нив како функционери, туку ова се протести кои што повикуваат на промена, на трансформација во системот и на трансформација која што ќе значи конечно ослободување од коруптивниот систем, кој што систем е патем многу добро организиран и им служи исклучиво на политичките елити, на олигарсите и на сите оние кои што веќе се привилегирани во општеството. Габриела, веќе 20 на минути е во тек овој протестен марш. Како се одвива до сега маршот? До сега маршот се одвива навистина мирно, можем да заклучам, како што напоменав, илјадници граѓани се собраа на плоштад Македонија и моментално се упатуваат кон собрание. Инаку, организаторите на овој протестен марш јасно кажа дека не станува збор за никаква политичка партија, туку станува збор за организација на граѓани кои што навистина им е доста од досегашниот систем, кој што очигледно го нема и бараат правда за сите досегашни случаи, особено за последниот, каде што 59 личности го загубија животот во дискотеката Пулс. Да се протестира демократско право, дециден и премиерот Мицкоски, тој утринава во изјава за медиумите, кажа дека има сомнежи дека овој протестен марш има некоја политичка заднина, да слушнеме и оваа негова изјава. Протестите се демократска алатка на изразување незадоволство. И јас сум нервозен, верувам дека и вие сте незадоволни, сите ние сме незадоволни од сето тоа што се случува и тука не треба да имаме дилема. Работите ги решаваме и ќе продолжиме да ги решаваме. Тоа е за тие политички глодари проблем кој што сакаат преку овие протести да добијат некој политички поен, па гледаат шанса. Јас апсолутно се придружувам на изразувањето револт и гнев, затоа што уште многу работи пред нас останаа да се решат, но ќе се бориме до последен атом енергија кој што го имаме да исправиме нешто во името на идните генерации кои што доаѓаат. Ги прашавме организаторите на денесниот протестен марш што стои позади нивната организација. Тие беа децидни дека нема никаква политичка партија, туку станува збор само за организација на граѓани кои што бараат правда и подобра безбедност во државата, како што напоменав. Моментално демонстрантите се упатуваат кон собрание каде што ќе оддадат 5 минута наплов за здравствените работници кои што го спасија животот на сите засегнати во дискотеката Пулса, потоа се упатуваат кон влада каде што ќе оддадат 16 минутен молк и повторно ќе испратат дополнителни пораки. Иван? Да, Габриела, благодарам за овие информации. Ќе го проследиш до крај протестниот марш. Најновите информации, целосниот извештај ќе го погледнеме во вечерните вести. Во продолжение, како што најави во тема на денот, разговарам со генералниот секретар на Македонскиот Црвен крст Саид Саити. Господин Саити, добро вечер. Добро вечер. Благодарам за можноста да го направиме овој разговор и да ги објасниме деталите за граѓаните во однос на помошта и целиот ангажман на Црвениот крст на терен. За жал, за огромна трагедија, меѓутоа граѓаните делува дека повторно покажа хуманоста на дело. Утрово информиравте дека околу 870.000 евра се собрани преку телефонскиот број, сметките за донации.
Каков е последниот биланс, има ли некаква промена во овие? Да, веќе попладнево сме на 58 милиони 775 илјади денари, така да пораст имаме во однос на утринските часови, некаде околу 4,5 милиони денари собрани средства нови во сметката на собдарност. Информациите беа различни од страна на владата, од страна на Црвениот крст. Во петокот слушнавме дека владата одлучила по 150.000 денари итно да бидат исплатени на семејствата од Кочани како итна првична помош. Вие денеска рековте дека во текот на следните денови ќе биде направено тоа. Која е процедурата, како оди оваа поставка? Да, тоа се пари, значи 150.000 денари, ние мораме да се координираме и да соработуваме секако како субјекти кои сме повикани да додадеме одговорот на оваа криза и секако во таа координација што имаме во петокот се договоривме, односно одлучивме заедно да се од средствата кои се собрани во Фондот за солидарност на Црвениот крст првично да им се излезе во пресрет и да им се помогне на настраданите, значи линеарно на сите настрадани во висина од 150.000 денари. Се знаете, овие денови сите ние се трудиме да помогнеме, намерите ни се најдобри на сите и сите сакаме тоа побрзо да се случи, но некогаш работите се имат некаков тек кој треба да се почитува. Во смисла на доделување на средствата и нивно префрлување на корисниците, значи потребни се да се испочитуваат одредени законски нормативи или норми кои се дефинирани согласно позитивните законски прописи во државата и тоа мора така да биде. За да се префрлат средствата, секако дека потребни се податоци, односно треба личен податок, односно жиро сметка и матичен број на корисникот на средствата. Дополнително на тоа, согласно законот за лични податоци, треба и изјава своерачно подпишана од примателот на донацијата. Во таа смисла се потребни активности кои не се така брзи и едноставни, со оглед дека дел од корисниците на средствата не беа во земјата, дел од средствата беа наменети на семејствата на тие што за жал веќе ги нема меѓу живите, и дел од средствата се наменети за пациентите кои се сместени во домашните болници. Сето тоа е една операција која бара ангажман. Црвениот крст успеа за дел од корисниците, односно за починатите, да ги обезбеди податоците во изминатиот викенд, сабота и недела. Денеска ги добивме податоците од заедничките служби на владата во однос на корисниците што се лекуваат во странство и секако ни престојува утре и задутре дополнително Црвениот крст да се ангажира во соработка со здравствените институции и власти да ги обезбеди податоците за третата така наречена категорија. Согласно на ова, веќе ние сме подготвени, би рекол, како организација на Црвениот крст, од утре евентуално да отпочнеме со исплата на средствата за оние за кои што имате податоци. За оние за кои имаме податоци, се надевам дека многу брзо ќе ги обезбедиме и за другите. Така да, ако сите ние овие денови велиме дека непочитувањето на законите не доведе до некои ситуации и состојби како што се, тогаш навистина нема потреба нити па може да не почитуваме одреден закон, пропис кој е на снага и сето тоа навистина бара одмерено однесување, бара внимание и бара почит кон сето тоа и навистина моравме тоа да го направиме без разлика што сме да речеме од разни страни. Јас ги разбирам и таа загриженост ја разбирам на луѓето, но мора законите да се почитуваат и во моментот тој дел што ние го работиме и тој дел што треба да го спроведеме е санкциониран и регулиран на тој начин што мора така да биде. Да, разбирлива и потребата од финансиски средства за сите овие граѓани кои што се наоѓаат во исклучително тешка состојба во овие моменти. Спенсите, колку што ве разбрав, во моментов не достигаат податоците за оние кои што се во македонските болници. Еве да упатиме еден апел. Може ли како да ве контактираат? Има ли начин преку општинската организација да дојдат во Црвениот крст да остават податоци за оние кои што не биле исконтактирани, да помогнеме на некој начин? Ние денеска ги добивме имињата и презимињата од болниците, така да во текот на утрешниот ден најдосна задутре Црвениот крст ќе превземе таа обврска со своји волонтери, се вработени по општинските организации, ќе ги посетиме лично секого од нив и мислам дека ќе ги обезбедиме тоа. Така да мислам дека сите ќе бидат подмирени во наредните 3 дена, почнувајќи од утре. Добро, ова е првичната помош од 150.000 денари, која што ќе биде користена од страна на семејствата за итни трошоци. Споменавте според последните бројки над 58 милиони денари. Како ќе се одвива понатаму исплатата на овие средства, на кој начин, во кој временски период? Знаете, досега Црвениот крст имаше пракса своја дека ваквите кампањи обично ги затвараше, ги заокружуваше и врз основа на собраните средства тогаш се вршеше и дистрибуцијата. Овој пат поради природата на катастрофата и поради потребите и итни на луѓето одлучивме вака една првична исплата да направиме линеарно на
сите настрадани од пожарот, со тоа што следните фази во зависност од средствата кои ќе ги собере Црвениот крст и врз основа на одредена методологија која деновиве на брзина ќе договориме секако Црвениот крст во соработка со одредени институции повикани за проценки во државата, ќе утврдиме методологија и во зависност од тежината и од потребите така и ќе се однесуваме. Така да ќе имаме време малку пред нас и тоа мислам дека ќе го договориме и ќе гледаме да бидеме што е можно пообјективни во сето тоа, ценејќи ја потребата на луѓето, степенот на, би рекол, на ризикот и тоа значи дека во идниот период нема сите да добиваат иста сума на средства. Нема да добија затоа што и потребите не се исти. Значи и последиците не се исти, така да мораме да се однесуваме одговорно и навистина да внимаваме да ги подмириме тие што се најитни, најголеми потреби. Важно е на крајот на денот дека сите средства ќе завршат кај оние апсолутно, како и секогаш Црвениот крст до сега ја докажал својата, се надевам, транспарентност и отчетност. Впрочем, и ова што се случи е за поздравување како акт за тоа што некако сите институции во системот во државата застанавме за Црвениот крст во смисла на поддршка на неговата жиросметка за тоа што се оцени и процени дека таа досека продуцира транспарентност, отчетност и дека продуцира една концентрирана активност, односно една можност нели да се влијае овако во една цел, се со цел да не се расплинуваме и да не условно кажано хуманитарниот потенцијал и капацитет што можеме да го обезбедиме во државата, нели да не оди нели расцепкана, него едноставно да биде концентриран таму каде што е најпотребно. Сосема разбирливо, господин Саити, вие уште од првиот ден, уште во неделата утрото испративте своји екипи на терен, но пред да зборуваме за тоа како се бевте вклучени во помош, морам да ве прашам во однос на првата медицинска помош. Црвениот крст организира обуки за прва медицинска помош и изминатите денови слушнав од многумина колку би сакал да поминаме на таква обука за прва медицинска помош. Колку може да биде од корист една ваква обука? Може ли да спаси живот на вистина? Да, секако дека може. Знаете, ние со години наназад апелираме, повикуваме да квалитетот на обуките на вистина биде задржан на потребното ниво. За жал имаме појави и пракси каде што тоа не е така, нели тоа поготово можеме да го илустрираме со минатото во делот на курсевите за прва помош за возачи, за работни организации и други нели видови на курсеви каде што за жал имавме состојби ситуации кога се добиваше уверение, односно потврда дека некој го посетил курсот, а тој не ни бил установата, односно организацијата провајдер да ја посети. Многу е важно ова состојба, ова ситуација уште еднаш ни покажува и докажува колку е тоа важно да биде квалитетна содржината на курсевите. Јас само можам да ви кажам кратко една вистина која денес нам ни се случи, мене лично ми пренесува дека дете од Виница кој беше испишано денеска од болницата од токсикологија, на кој ние му помогнавме да го вратиме дома затоа што имаше една таква потреба, он лично ни кажа дека тоа што неодамна бил да следи курс по прва помош за возачи во организацијата на Црвениот крст во Виница, во тие моменти многу му помогнало да спаси многу своји другарчиња и он по неговото искажување 15 до 20 деца он ги помогнал во моментот затоа што како што он самиот рече во тој момент ми текнува многу работи кои ги слушав на курсот и обуката во Виница и тоа многу помогна да многу мои другарчиња ги спасам. Така да ете уште еден доказ колку е важно нели да се следат тие обуки, да се биде присутен, а не да се бара по секоја цена нели на најлесен начин да се добие таа потврда да се стекне со таков еден доказ, еден документ кој ќе му треба понатака нели да ги регулира одредени процедури во добивањето на возачката дозвола. Впрочем, овие денови сведоци сме сите дека таквите документи ни ги прават проблемите заправо. Апсолутно, ова е директен пример колку може да биде од помош тоа знаење. Сакам да ве прашам доколку некој сака, не поминал таков процес или не планира да полага за возачка дозвола, има ли можност да се стекне со такво знаење во Црвениот крст? Црвениот крст значи перманентно дава освежителни така наречени обуки и за возачи и сите други категории кои се стекнале со уверение од Црвениот крст. Така да тие и тоа се бесплатни обуки. Тоа е многу важно граѓаните да знаат дека може да се обратат во Црвениот крст, само треба да одвојат 2 до 3 часа од неговото слободно време да ги освежи знаењата за одредена обука која се стекнал, одредени знаења кои ги претходно ги добил во Црвениот крст. И мислам дека е крајен момент на вистина сите ние, почнувајќи од нас, но и сите институции кои се повикани во оваа држава, нели, за одредување, односно за дефинирање на одредени состојби, на вистина да отпочнеме, нели, со една поголема сериозност, нели, кон сите овие работи кои за жал, нели во секојдневието и во праксата ни прават проблеми. Па
па и овие обуки, да речеме, да се престане веќе да се дават како што не треба, него едноставно секој провайдер да си има услови да исполни одредени, да има квалитетна обука, после граѓаните нека бират кај кого ќе одат, но значи нивото и динамиката, содржината мора да биде на потребното ниво, на потребниот квалитет. Споменците, разбирливо е дека Црвениот крст како една од најголемите хуманитарни организации со најдолг стаж на работење, 80 години одбележувате на функционирање во Македонија, го имаше и најголемиот број на волонтери на терен и оние кои што дава првична помош и поддршка во Кочани. Веќе ги слушнавме тие информации. Бројки морам да ве прашам, останувате ли и понатаму на терен и како ќе им помагате на овие граѓани во Иднина? Остануваме ние од 16 март навака секојдневно сме присутни на терен и денеска сме и утре ќе бидеме и наредниот ден. Тоа што превземавме обврска и одговорност пред државата, рековме дека Црвениот крст наредните 60 дена, па и понатака ќе биде тој што ќе ја промовира, односно ќе ја дава првата психолошка помош на терен, за тоа што луѓето помеѓу другото тоа им е најпотребно изгледа сега, поготово на децата, односно на средношколците и на сите деца во училишта, за тоа што тие треба да се вратат на нормалното живење, треба да се вратат на класот, а таму веќе некој од класот им недостасува, им фали другар од клупата, од класот, така да состојбите се навистина лоши и ние имаме секојдневни повици на нашите телефонски броеви во Скопје и во Кочани и во Штип, поготово тие средношколци кои ја барат таа помош и поддршка и Црвениот крст е подготвен тоа да го прави. Еве се склучуваме и меморандум со Министерството за образование, денеска, утре го подготвуваме и сме на располагање на системот на државата да може да се, што е можно, не би рекол најлесно, но најквалитетно, најадекватно се справи со последиците од пожарот и од таа катастрофа, за жал, која предизвика големи човечки. Да, добро е и дека се свесни дека им е потребна помош. Јас ви благодарам многу за гостувањето во тема на денот и се надевам дека ќе помогнат вашите екипи на сите на кои што им е потребна помош. Исто така, Иван, ви благодарам за тоа што и вие сте дел од таа наша работа, за тоа што ја пренесувате нашата работа. Само би сакал да искористам, ако ми дозволиш, да се заблагодарам на сите тие што ја укажаа довербата на Црвениот крст, пред се на граѓаните, на контрибуторите, на сите оние организации, фирми, компании кои донират во Црвениот крст. Благодарам и за поддршката што ја добиваме од владата, за тоа што нели најдоа за потребно да му се верува на Црвениот крст во оваа ситуација. Се предизвиците тековни дневни се предизвици, но ќе ги надминеме заедно со една заедничка работа. Важно е ние на луѓето да им се најдеме кога им е најпотребно. Верувам дека ќе биде така. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас. Ново рочиште за убиството на Панче и Вања, Видевски негира вина, тврди дека со Ќотек бил принуден да признае, иако неговата ДНК била пронајдена кај Вања. Македонија доби 52 милиони евра од предфинансирањето, предвидено со планот за раст, парите од Европската унија наменети за реформската агенда. Ново рочиште во Скопскиот кривичен суд за убиството на Панче и Вања. Боре Видевски денеска пред судот тврдеше дека не е виновен. Боре Видевски, обвинет за убиствата на Вања и Панче, негираше дека учествувал во грабнувањето и нивната ликвидација, иако на предходните судења тој беше посочен дека ги совладал жртвите. На денешното судење, одговарајќи на прашање од неговиот адвокат, рече дека не бил на местата од каде се грабнати, а потоа убиени Вања и Панче. За снимките од домот на Велибор Манев, за кои обвинителството тврди дека се гледала подготовката за грабнувањето на Панче, а ги покажуваат сите четворица обвинети, рече дека бил собир за договор за заштита на името на црквата. Имаше стравување дека Охридската архиепископија ќе се смени во црква на Северна Македонија. Требаше да се соберат 150.000 потписи и да се организира литија која би почнала од Велес. Тоа што сте го гледале на камерите е една таква подготовка. Вечерта пред да биде грабната Вања рече дека бил во седиштето на партијата. Таму и преноќил, а се разбудил некаде пред 10 часот. Период кога според обвинението сите се веќе вратени во седиштето на партијата Десна. Доаѓа на 26 вечер, на 27 заедно со Велибор Манев си одат некаде 10 типови савајле. Видевски не откри каде е пиштолот кој што го поседувал. Рече го преместил, ама не може да се сети каде. Штом не е најден во мојот дом, значи не е таму, но тоа не значи дека сум направил нешто лошо. Пред судот Видевски тврдеше дека по приведувањето бил постојано тепан, а тоа и било причина да каже дека е соучесник и, како што рече, потпишал изјава дека е виновен. Зоран Јаневски, Сител телевизија.
АХВ информираше дека заплениле над 40 тони небезбедно месо. По добиено известување од Министерството за внатрешни работи дека во Скопската населба Маџари диво работи магазин за храна, агенцијата во соработка со полицијата спровела вонреден инспекцијски надзор и заплениле големи количини небезбедно месо и месни производи во објектот кој служел како магазин за храна, а кој не е регистриран во АХВ како оператор. Инспекцијските служби на агенцијата нашле 40.751 килограм небезбедни производи, сувомеснати и кондиторски производи за кои е издадено решение и кои се нештетно уништени, соопшти денеска АХВ. Во дворот на дивиот магазин од страна на МВР запленето е превозно средство комбе во кое се пронајдени 360 килограми небезбедни, сувомесни и кондиторски производи кои исто така се нештетно уништени. Со анализа на документацијата, како што велат од АХВ, утврдено е дека дел од производите биле со зголемено количество на фосфати, што било потврдено со лабораториски наоди од земени мостри од пратките кои се увезувале во земјава. Пратките со небезбедни и сувомесни производи биле складирани кај дистрибутерот во дивиот магазин кој имал законска обврска нештетно да ги уништи, но тоа не го сторил. Односно за нив од страна на властена депонија му било издадена фиктивна потврда за уништување на небезбедните производи, се наведува во соопштението. При спроведениот инспекцијски надзор во објектите на дистрибутерот затекнати биле сувомесни производи во вкупна количина од 40.053 килограми кои биле ставени под официјален надзор, а подоцна во рамки на постапката и нештетно уништени. За сторениот прекршок на правното лице кое стопанисувало со дивиот магазин за храна, изречена му е казна од 18.000 евра во денарска противредност, а со 1.500 евра казнато и одговорното лице на операторот со храна. Американската амбасада во земјава на својата Facebook страница објави апел до граѓаните кои што поседуваат американска виза со цел нејзино правилно користење. Оттаму наведуваат дека ако се престојува подолго отколку што е пропишено на самата виза, лицата може да се соочат со трајна забрана за патување во САД. Ако престојувате подолго отколку што е пропишено на вашата американска виза, може да се соочите со трајна забрана за патување во Соединетите американски држави. Конзуларните службеници имаат целосен пристап до вашата историја на имиграција и ќе знаат за прекршувањата од минатото. Не постои такво нешто како ненамерна грешка. Ваша одговорност е правилно да ја користите вашата виза, стои во објавата на амбасадата на САД.